Макрон не го менува ставот. Заев не се откажува од успех во предомислувањето на Франција за почеток на преговорите. По самитот на НАТО во Лондон, македонскиот премиер го намали интензитетот на оптимизам од најголем во реалистичен, но порача дека добил добри вести за можно одблокирање на процесот во наредните месеци. Мојот оптимизам, кој што го нарекувам реален оптимизам, заради тоа што не би сакал да ги дигам повторно надежите кај граѓаните, го темелам на тоа што е присутно на секаде во јавноста, секако и во дел од разговорите со кои што разговарам, а тоа е во очување на историската грешка, не само кај нас, туку во Европската унија. Францускиот претседател од своја страна воопшто не покажува промени во ставот околу преговорите со Македонија и Албанија, при што одбива да ги одвои двете земји, сметајќи дека тоа би било смртоносна грешка. Пред било кое ново отворање преговори, многу експлицитно кажав дека сакам да се реформира процедурата, таа да биде реверзибилна и да овозможи диференцијација, да биде пополитичка и да биде придружена од фази на стратешки партнерства со соодветни инвестиции. Тој не демантира дека Балканот треба да биде дел од Европската унија, но појаснува дека досега била правена грешка кога се отворале преговорите за членство без јасни и прецизни механизми, кога и дали тие некогаш би се затвориле. Од таа причина Макрон смета дека механизмот за автоматско проширување кон Западниот Балкан не е здрав и повторно упати порака дека нема да прифати нова земја членка во ЕУ доколку претходно не се реформира процесот на консензуално одлучување и не се воведе одлучување преку квалификувано мнозинство. Конечно, тврди францускиот претседател, тие што сакаат проширување треба да одговорат на прашањата поврзани за внатрешните реформи на ЕУ, чија цел е да се поедностави процесот на одлучување и на функционирање на самата Унија.